Општина Босилово ќе ги користи австриските искуства во справувањето со елементарните непогоди. Ова беше договорено на средбата меѓу амбасадорот на Австрија Мартин Памер и градоначалникот на општина Босилово Ристо Манчев, која се одржа во Босилово. На средбата беа отворени повеќе теми од заеднички интерес, а посебен акцент беше ставен на можностите за долгорочна соработка со австријски општини, размена на искуства и зајакнување на локалните капацитети, особено во делот на превенцијата и справување со пожари и други елементарни непогоди. Амбасадорот Памер потенцираше дека оваа соработка представува само почеток и информираше дека вакви програми веќе функционираат во неколку општини во земјава, додавајќи дека истите може да се спроведат и во општина Босилово. Тој најави можност за поддршка при формирање на доброволно противпожарно друштво. Ние започнавме една програма за цела Македонија. Покраинската влада на Тирол веќе им помогна на Куманово и други градови во земјата, како што се Тетово и Охрид. Планирано е програмата да се развива и да трае 10 до 15 години. Следниот чекор ќе биде воспоставување контакт со проект лидерот и разгледување на можноста за формирање волонтерска противпожарна единица и во овој регион. Градоначалникот на Босилово Ристо Манчев очекува ваквата соработка значително да придонесе за зголемување на подготвеноста на општината во справувањето со елементарните непогоди. Разговаравме на оваа прашање како можеме општини од Австрија и професионални издруженија од Австрија да ни помогнат и со помош на механизација и во делот на едукацијата да обезбедиме обука за нашите луѓе и механизација како полесно да се справуваат со елементарни непогоди како што се пожари, поплави и така натаму. И токму затоа очекувам во наредниот период заеднички да реализираме неколку проекти. Превенцијата и заштитата од елементарните непогоди нема да бидат единствената област на соработка помеѓу општина Босилово и општините од Австрија. Според најавите, постои интерес таа да се прошири и во други области. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.